Сега е време веќе за нашиот прв денешен гостин. Добро утро за ректорот на Универзитетот Европа Прима Александар Трајковски. Добро ви утро. Добро утро и вам. Добро ви утро и вам, колешке. Добро утро, Искра. Колку што разбрав, темата ви е дека Европа Прима ги отвора вратите, портите, така, за сите креативни студенти. Ви посакувам многу студенти, многу креативни и многу на број и успешна наредна работна година. Ви благодарам многу. Слободанка Повеле. Да, токму за тоа ќе разговараме. Ти благодарам, Искра. Поздрав голем до тебе. Се разбира и до нашите гледачи кои ова утро ќе не следат и ќе дознаат сега многу повеќе токму за Европа Прима. Меѓутоа, прво и од мене, добро утро и добре ни дојдовте. Добре ве најдов во ова убаво утро и ви посакувам убав ден. Па да, убаво е утрото, Нели, свежо. да, свежо, пријатно. Можеме да здивнеме. Кажете ми вие како си го почнувате еве утрото со толку обврски кои што сега ве очекува? Го почнувам малку подоцна од ова сега денеска што го почна. Така. Да. Меѓутоа секогаш гледам да го организирам според обврските што ги имам и потоа се движам низ денот онака како што ми налагаат и обврските и слободното време. Така. Како се најдовме во Европа Прима? Ајде малку и повеќе за вас. Јас сум таму, се извинувам, околу 15 години и... Што на вистина? Што на вистина е долги години. Да. Знаете, како сега кога си правам некоја лична ретроспектива, си велам кога поминаа тие 15 години. Така велиме и за други нешта, да. Нели, и за да. воопшто годините. И тоа, да, вака, свикам, чеке се како вчера да дојдов, Така. а колку работи се случија, колку работи се променија, колку работи се направија, колку всушност Европа Прима популарно наречена ЕСРА. Так. Во народот ЕСРА, заради тоа што да, тоа име беше на почетокот. Колку ЕСРА е напредната, колку е развиена, колку е... Па дури сигурно дека имате и планови за воиднина се уште, верувам. Нормално. Уметниците, уметничката душа е таа која што бара се повеќе и повеќе нешто ново. И секогаш знаете да се откриваат нови простори и да се оди во непознатото и тоа непознато да се освојува. Така И е. ние така се движиме, еве, мислам со колегите, целиот универзитет. Ајде сега малку ќе заокружиме за овие цели 15 години откако сте вие токму тука на ова место. Што е она што начнавме и споменавме дека има многу промени, меѓутоа ајде за промените малку и каде бевме некогаш, каде сме сега? Па пред 15 години, односно кога е формиран универзитетот пред 17 години, благодарение на визијата на именитниот драмски писател Јордан Плевнеш и господјата Лијана Плевнеш, кои што ентузијастички го отворија овој универзитет во 2007 година. Верувајќи дека има многу уметнички души кај нас? Да, знаете како и буквално да биде како еден простор кој што дотогаш беше непокриен просто. Заради тоа што понуди една алтернатива на дотогашни студиски програми на тогашни универзитети кои што постоја, со отворање на студиски програми кои што воопшто ги немаше застапено на други места. И од една таква идеја, прво како висока школа и потоа прераснавме во универзитет. Сега денес може да кажеме дека сме и секако етаблирани во просторот на високото образование на Македонија, меѓутоа и доволно препознаени и ценети во околните земји. Имаме студенти надвор од други земји. Да речам, да, особено од балканските простори и просторите на поранешна Југославија. Имаме од Црна Гора, од Србија, од Хрватска. Така. Имаме студенти од Албанија. Тоа значи дека им се допаѓале условите? Да. Кои што Европа Прима ги нуди и токму затоа ги привлекуваме токму со тоа. Ајде сега малку ќе позборуваме за да го заокружиме малку и насловот Европа Прима ги отвара вратите за сите креативни студенти. Кога велиме ги отвара вратите за сите креативни студенти, кога велиме и креативни, за кого поточно станува збор и што е она што еве тие ќе се препознаат во себе, што е носат онаа креација која што треба да ја истакнат. Меѓутоа јас сум сигурна и знаеме дека има повеќе смерови каде што може нели сите да ги упатиме, така да вие сте тука токму ова утро за тоа да го споменеме и кажеме и објасниме.
Знаете како во секое дете, во секој човек, во секој студент, во секој потенцијален ученик во областите се крие креативност. Таа креативност само треба да се поттикне, да се пробуди и таа да дојде до израз. Во нашиот универзитет ние имаме 3 факултети, кои што се факултет за драмска уметност, за театарска уметност, факултет за филмска уметност и за музичка уметност. Имаме и 2 института за сценска уметност и за аудиовизуални уметности. Меѓутоа тие се насочени повеќе кон истражувачката работа и кон постдипломските студии. Овие трите факултети кои што ги споменав нудат повеќе модули, секој во својата област, например во театарската област, во факултетот за театарски уметности, да, имаме модули за актерска игра, кој што е доста популарен, доста атрактивен. И можам да речам дека ние можеме да се пофалиме со плејада наши студенти кои што по завршувањето го освоиле просторот воопшто на целиот на македонскиот пазар, меѓутоа и надвор. После Јас се извинувам. Нема проблем, се разбирам. Во утринските часови тоа е сосем нормално. Така да? Да, не е никаков проблем. И не сум навикнат толку рано да зборувам. Како што и кажавме на самиот почеток, да. Потоа тука тука е модулот за театарска режија, исто така кој што е доста атрактивен и кој што нуди можности за сите. Значи имаме театарска режија, се извинувам, имаме многу исто така студенти, еве, во моментов ги гледаме и фотографиите од Европрима, кои што се љубители на актерството, што значи дека кај нас имаме талентирани актери. Да, многу талент. Исто така и режија. Да. И сето тоа се спојува. Се спојува и знаете како ние правиме, тоа е добро кај нас што имаме таа една интеракција поврзаност помеѓу модулите, помеѓу студентите, помеѓу катедрите, помеѓу професорите, соработка, така што правиме своји, да речам, автентични производи. Така што режисерите на театарска режија режираат, актерите глумат и се доаѓа до еден убав производ, резултат. Од ова што го споменавме, значи режија, споменавме и други смерови, да не ги заборавиме, кои што ги нуди Европа Прима. За актерството знаеме сигурно дека има многу заинтересирани, како и за театарската режија, меѓутоа ајде и за оние околни и други смерови кои што може да ги опатиме, оние кои што ја чувствуваат таа креативност, пак таму да истакнат. Да, еве конкретно на факултетот за филмски уметности имаме филмска режија. Одлично. Да, и тоа е доста, би рекол, атрактивен смер. Нашите студенти по завршувањето на студиите успеваат да се појават на пазарот како квалитетни креативци, снимајќи кратки филмови, документарни филмови. Како за почеток, нели? Нормално, да, реклами. Еве во моментов ги вртат фотографиите додека ние зборуваме, а тоа е сето од просториите на Европа. Ова е од просториите на Европа Прима, може да видат, тоа е во позадината на овие на сликата што беше претходно, ние имаме и една голема листа на прогласени уметници во звањето, највисокото звање, доктор honoris causa и професор honoris causa. Тука гледаме гости исто кои што ова е од последното, од од последното прогласување, од промовирање во највисокиот статус. Тука еве би споменал неколку во изминативе години вистински големи имиња, како што се Шарл Азнавур, Абдул Сидран, минатата година Џон Малковиќ ни беше гостин и го промовиравме во доктор honoris causa, така што имаме соработка Драган Билогрелич пред 2 години, Мики Маноиловиќ, така што имаме можеме да се пофалиме со едни иминентни имиња кои што ја дадоа довербата на
Европа Прима изминативе 15 години и се дел од нашиот универзитет на тој начин. Тоа е одлично. Да. Како што кажавме да ги посочуваме сите оние кои што ја чувствуваат оваа креативност во себе за Европа Прима. Ајде за овие 15 години малку нешто околу оние студенти кои се сега денес познати актери или пак режисери, дали во Македонија, можеби верувам дека и надвор од границите знаеме нели каква е состојбата кај нас, па сите си бараат и надвор од својата кариера да си ја продолжат, нели веќе започнуваш со својата Знаете кариера. како што мене лично ми е драго, меѓутоа драго ни е на целиот кадар, што вратите им се отворени, како што рековте, не само тука кај нас во Македонија, туку и надвор, и тие многу убаво и успешно се пронаоѓаат таму. И многу ни е драго кога ќе слушнеме, кога ќе добиеме еден фидбек од сите нив, како продолжуваат, како е својата креативност, како ја развиваат, како ја насочуваат кон тие канали, како ги освојат просторите, културните хоризонти, простори воопшто надвор од нашата земја. Кај нас, еве, можам да речам, значи во сите театри се застапени, речиси во сите театри, се застапени нашите студенти, актерите што дипломираат на нашите катедри, режисерите што дипломираат. Во телевизиите се застапени голем број наши студенти кои што завршиле на тонска продукција, завршиле монтажа, завршиле анимација. Тука имаме наши колеги. Да, и што ми е, да, ние сме долги години во соработка и со Алфа телевизија, што ми е особено драго, така е на долгорочна соработка која што се надевам ќе продолжи во иднина. Секако. Од областа исто на музичката уметност, каде што имаме катедри за вокална интерпретација, за музички инструменти, за применета композиција. Имаме ли интерес за сите овие што ги споменуваме? За сите имаме. Имаме за сите. Во зависност од година до година, некогаш интересот превладува во една катедра, во еден смол, на сметка на друг, меѓутоа тоа се варира, да. Варира во зависност, знаете како, во зависност од самата генерација на студенти, на заинтересирани потенцијални. Да, ако се вратиме ние во времето на нас, сите се договараме на кои факултети да се запишеме, тогаш кога во тие години нели размислуваме кој правец да го фатиме, меѓутоа потоа веќе доаѓа она сознание кога точно знаеме што сакаме. Па знаете, денешното образование ја нуди можноста, особено во постдипломските студии, човекот уште повеќе да се потесно да се профилира од она што го изучил на студиските програми на додипломските студии, па потоа тесно да се профилира. Имаме, например, кај нас се случува да заврши некој на композиција, применета композиција, потоа да магистрира на аудио инженеринг. Да, верувам. Да. Так. Значи си се или да дипломира на актерски град, потоа да магистрира на театарска режија. Знаете како одат годините си се осознава повеќе, си ги пронаоѓа своите интереси. Правци во животот, за понатаму. Ајде да ги искористиме и имаме се уште неколку минути време, меѓутоа да ги искористиме за уписите. Да кажеме нешто повеќе од кога започнуваат и еве уште еднаш ова утро ќе го искористиме, токму да ги потикнеме сите оние кои што ја чувствуваат креативноста во себе на било каков начин од уметнички аспект. Европа Прима е тука за да ги отвори, како што и насловот се кажува, вратите за сите креативни студенти. Па ајде нешто повеќе околу тоа. Ние ги чекаме сите креативни студенти во теков на целиот овој и летен период. Може да се пријавуваат сите заинтересирани студенти. Приемните испити и уписите се во септември. Во првата половина на септември се првиот рок кој што го имаме за приеми за упис на студенти, и во втората половина на септември, кон крајот на месецот, ќе биде вториот рок. Значи имаме два рока за уписи, да, пред почетокот на академската година на 1 октомври. Значи, да повторам, може сега да се секој што е заинтересиран, може да дојде во просториите на Европа Прима, може да го отвори сајтот или да се информира телефонски или преку мејл или во живо како сака да дојде, за се она што го интересира, да ги види можностите, да ги види условите, да ги го види начинот на студирање. Ги запознавате прво, да ги запознаваме и потоа во септември официјално да се приде кон
кон упис, кон приемниот испит, кој што е во зависност од катедрата на која што се се изведуваат студиите. И потоа започнува и програмата, започнува и програмата која што е предвидена за одреден модул. Така верувам. Имаме ли повозрастни студенти? Да. Имаме да, возрастни студенти, да, и тоа е многу интересно. Знаете, дури имаме и студенти, убаво што вака ме прашавте, баш да кажам, кои што завршиле друг факултет. Аха, па сакаат уште нешто да се едуцираат. Правен, филолошки, а меѓутоа секогаш имале желба за уметност. Верувам. Да, и имаме такви студенти кои што ова им е како втор факултет кај нас. Шанса во животот. Да. И всушност тоа ќе сакаат да го работат. Тоа што го завршиле порано, го завршиле, меѓутоа ова им е желба, уметноста. Го завршиле можеби затоа што мама и тато сакале. Многу често. Многу често, за жал. Јас често да ги прашувам, зошто порано не А ја гледате креативноста кај Да, нормално. Знаете, овде не може да се запише некој што не е креативен. Верувам. Нешто не може да се запише заради тоа што ние нема да сакаме да го запишеме. Но мора да се талент. Да, нема да се пронајде. Да се пронајде ако не сака. Така. И каква е соработката со вашите студенти од ваша страна? Одлична е, можам да се пофалам и што ми е мене многу драго што еве јас сум веќе 4-та година на оваа позиција. Многу ми е драго што имаме одлична соработка. Сите, да речеме, некои проблеми кои што се уваат нормално во текот на студирањето, зависи од која природа, ги решаваме веднаш. Отворен сум за соработка и за достапен сум секогаш. Студентите имаат голема почит кон она што им го нудиме и кој што го работиме и знаете како таа енергија се чувствува и таа е двонасочна енергија и еве досега се надевам и одсега ќе е на едно високо ниво. И за крај само еве за сите оние кои што сакаат да творат, да останат во Македонија, имаме ли ние шанси, имаме ли ние просперитет во иднина да им бидат вратите отворени откако ќе го завршат факултетот? Нели тоа е главното прашање, што и затоа и се студира. Така. Не се студира само за да се студира, туку се студира за тоа што ќе се научи потоа да се примени во секојдневниот, во професионалниот живот. Во Македонија има можности, не се тука само државните институции, тука имаме и алтернативни простори кои што нудат можност за секој оној креативец кој што сака да има каде да го најде своето место. Така. И за крај уште сосем нешто, јас мислам дека споменавме се околу факултетот, дали нешто да не заборавиме, е важно да се спомене, да размислете убаво за да ги искористиме времето. Меѓутоа, што сте вие во улога со реномираниот хор Мирчацев, кој ни се врати со една светска награда, прво место во Виена, и таму имаме улога? Да, таму. Да поврземе со оглед на тоа дека ќе бидат следни наши гости. Јас баш ќе ги поздравам гостите, моите колеги од Академскиот хор Мирчацев. Јас сум таму 30 години во тој хор. Да, таму израснав, таму се изградив како личност. Председател сум на уметничкиот совет на Академскиот хор Мирчацев и многу се радувам што еве пред 10 дена се вративме од Виена со една таква со еден таков успех, со еден таков би рекол триумф. Ја освоивме Виена што се вели со наградите кои што ги добивме, со настапот во Музикферајн и со сето она што го предизвикавме кај тамошната публика. И како нештата се спојуваат едни со други, нештата. Кога од ова утро имаме гостин за Европа Прима, меѓутоа и член исто така како од овој дел, во уметничкиот дел на Академскиот хор. Ништо не е случајно, да ви кажам. Може да си останете тука, па да продолжиме со разговор на таа тема. Така. Искрено ние тука завршуваме и да благодарам за што одвоивте време да бидете дел од нашата утринска програма. Јас сам се објаснивме што се однесува за Европа Прима. Посакувам да имате, како што кажа и Искрена, самиот почеток многу студенти креативни и успешни. Се надевам јас, ви благодарам. Јас сакам само уште нешто да ве прашам. Постојано нели кога слушаме некои информации од западот, особено од Соединените американски држави, се случува некој на 80 години да запише факултет. Кај нас има таква некоја пракса, односно еве да речеме кој е најстариот студент. 80 не сме имале, а баш би сакал да ви
ви кажам искрено, би било многу интересно Ама и за нас би цел било живот предизвик. учиме, така нема ништо лошо во тоа, нели? Така е. Некој студира и за своја душа. Да, па и токму и тоа. И токму и тоа. На крајот на кришата и некој студира буквално заради тоа што сака тоа што го има да си го оформи и да направи, да добие нови сознанија, кои што ќе ги добие во студиите. На 80 немаме, ама имаме некаде до 50 години кандидати кои што се запишуваат. Што е предизвик за сите. И кој што се Има надеваме шанса и и за нас. ќе ги примите, така не само... Значи, апсолутно. Да. Може, јас си ти во актерскиот дел. Повелете? Да, би било, баш би било интересно. Па мислам дека можеме веќе да предаваме на таа Така. тема. Ви благодарам Благодарам многу јас. на вашето гостување.